овие закони некако или доаѓаат во зора во 3 сат, во 4 сат поминуваат, или на крај на работно време ве сега кажуваат колегите дека чекаат нешто фудбал и други работи. Се извинувам, но мислам дека се многу важни. Прво, имаме една реакција. Ова се законите, група на закони, се однесуваат на основното, средното и високо образование, за кои што очите на јавноста се вперени овие денови, со право. Оваа собраниска сала денес ја следат преку 180.000 ученици изложени на екстерно тестирање и 30.000 наставници. Ова е многу сериозна работа. Да видиме зошто еден ваков сериозен закон и измените во него предложени поминуваат по скратена постапка, прво тоа не ми е јасно, и кога е веќе по скратена постапка за која што вчера помина ни собранието предлогот, значи се изгласан на собраниска седница, веќе денес одеше Комисијата за образование и тоа во 10 часот наутро, едва имаше време да се спреми некој амандман и денес веќе оди на пленарна седница. Значи работата е итна. Зошто е итна? Што е екстерното тестирање и зошто ја бранува и ја подигна целата јавност на нозе? Па имаше некои божемни преговори со СОНК, кои што не резултира во некои суштински измени. Знаете, кога имате погрешно поставен концепт, кога ви се еднишаат темелите, тогаш попусто го поправате кровот на куќата или менувате прозорци. На тоа наликуваат овие предлог измени во овој закон. Што е екстерното тестирање? Зошто е спорен овој концепт? Образованието, дали е основно, средно, високо, седно, е многу сложен и одговорен и важен процес. Председателе, морам и јас како колешката да ве замолам да интервенирате, а ако не ви се слуша, нема потреба да ве молам да видиме коректни, без оглед на... Ве молам. Добро, ве молам, колега, ако не да прекинете. Значи, не, аз ќе барам да ми се проложи времето за дискусија на точно 10 минути. Повелете. Значи, овој процес оценува само така наречено отстапување од оценките кои професорите, односно наставниците, ги доделиле на учениците. Беа излесени во јавноста купишта абсурдни прашања. Не мислам овде да ја засмејувам на јавноста, доволно е засмејана со прашањата за пепсини, кока-колини и така натаму. Па, не знам, имаше уште пострашни колку овци имала Аргентина и така натаму. Значи, прашања чиста фактографија. Ако тоа е модерното знаење кое што нашите ученици треба да го понесат од училиштата, тогаш нема потреба да одат на училиште. Нема потреба, ова се факти кои што можат веќе на интернет да ги исчитаат. Не, драги мои, образованието е многу посериозна работа од тоа што вие сте си замислиле дека можете да скенирате еден образовен процес преку еден тест со заокружување на прашања каде што често пати се погрешни одговорите. Но еви и да се сите точни и да се сите коректни прашања. Тоа не е скен, тоа не е слика на нашето образование. Најмалку на квалитетот на образованието. За среќа, Македонија веќе не е иста, неколку пати го кажувам тоа. Сведоци сме дека Македонија се менува многу забрзано, сакале ли ние или не, го признаваме ли тоа или не. Влегуваме во ера на граѓанска Македонија, каде што сите засегнати граѓански групи, ентитети си доаѓаат по своето, тие се компетентни за процесите во кои што тие учествуваат, нивниот глас ќе мора да се чуе. Ова собрание, како ни за законот за високо образование, не ги отвори своите врати за дебат со наставничкиот пленум, со представници од ученичкиот пленум. Министерот, каде што седеа со денови средношколците, не ги удостои ни да ги прими. Зошто? Зошто? Може би тој ќе ги разубедеше во исправноста на концептот, може би па тој ќе научеше и ќе ги осознаеше од прва рака нивните проблеми. Да се вратам на основното.
Само една димензија е оценката, е дадената оценка на ученикот. Квалитетот на образованието го бројат многу, го чинат многу други индикатори. Да, постои екстерно тестирање во многу западноевропски земји. Но кај нас е само земен тој термин, а за тој термин се крие сосема различен процес. Тотално извитоперен, тотално дефектен процес, во кој што, пазете, директно се врзува кариерниот развој на наставниците со резултатите од тој еден таков дефектен процес и успехот на учениците. Недопустимо. Значи, попусто учениците учат, попусто наставниците предаваат, испитуваат, ги терат креативно да размислуваат, воведуваат колку што можат интерактивна настава, ги терат да пишуваат есеи, да одат понад превари и така натаму, кога на крај ќе им пресуди и на едната, и на другата група за окружување на тестови. Ве молам, тоа е толку ретроградно. Сите педагози во државата ќе ви кажат дека фактографијата е најнизок когнитивен процес. Над неа се препознавање, анализа, синтетичко знаење и така натаму. А ние од 19 век ги враќаме децата. Па кажете ми, ве молам, дали е возможно, тој пример го кажувам и ќе го кажувам, некој не знае англиски, но знае која книга е напишал Джек Лондон. Па што ми е гајле која книга е напишал Джек Лондон, ако во тестот му стои која книга е напишал, да избере едно од 4, кога тој не знае да зборува англиски, а полага англиски јазик на екстерно тестирање. А наставникот цела година го учи да зборува и да пишува на англиски јазик. Значи, до толку е тоа наказно што луѓето ги излесува, ма години уназад ги излесуваат аргументите и своите маки, нема кој да чуе. Се седна да се преговара со СОНК. Што направи СОНК после целата оваа работа? Па СОНК дозволи, еве, една работа направи, ги тргна казните за оние 20%, условно кажано, тие по мене воопшто не се неуспешни наставници, бидејќи целиот систем е наопаку поставен. Значи, под наводници кажани неуспешни наставници, им ги тргна казните. Но не тргна една клучна работа, дека 2 години поред тие, ако имаат лоши резултати повторно под наводниците, ја губат работно место. Дали СОНК ова го превиде? Како смееше да стави подпис СОНК на ваков еден став, каде што, пазете, наставници ќе си одат дома, ќе изгубат работа. Утре една група ученици, која што не го сакан строке наставникот, им дава послаби оценки, ќе се здружат и ќе направат лоши тестови, ќе си оди наставникот дома. Како е можна ваква несериозност? Несериозност од актерите кои што Боже преговарат да го напрездат овој систем. Денес ја поднесов амандман, истиот амандман, и за основно образование за законот и за средното образование. Тоа е ист амандман каде што велам да се брише членот, точно овој, каде што на наставникот кој по 2 години од добивање стручна помош повторно ќе биде во групата на наставници како има најголеми отстапувања од добиените показатели, му престанува работниот однос. Ова е толку лошо, ова е толку незналачки, не ми е јасно како можел некој ова воопшто да го вгради во законот, а пак СОНК да се сложи да остане овој член, и ова е апсолутен уникат во образовното законодавство во светот. Денес колегите во стручната наша комисија за образование, иако не им се бендисува овој член баш, знаат дека не е во ред, апсолутно, тоа се умни луѓе, не најдоа сила кај себе и да речат да, ќе го прифатиме тој амандман, туку ме убедува дека тази дупка не е дупка, демек не морало тоа така да се свати. Пазете, ние пишуваме закон и јасно си е напишано дека тоа е последицата на таквото екстерно тестирање. Наставници ќе одат дома. Зашто тој СОНК не ги тргна единиците, например? Не беше свесен дека не смеат да стојат единици во свидетелство и да се бараат просеци со единици, дека за прв пат некаде на планетава се појавува 1 кома нешто просек. Тоа требаше да го преговара СОНК.
Овој амандман за кој што ја зборувам. И уште една работа само ќе докажам, се што сега не сум кажала, ќе кажам во следната дискусија, постои истиот закон од следниот за средно образование. Ова е сага која што не може да се сведе на 10 минути. Ви благодарам. Благодарам, господи Грчева Солза има контрреплика. Ви благодарам, председателя. Значи, или не сте ме внимателно следали, или може би тоа што директно не ви читав членови, сте го разбрали дека не зборувам за законот, зборувам за истиот закон за кој што вие зборувате. Токму тоа и го реков, многу јасно и гласно. Со еден ваков дефектен систем не сме во експериментална фаза да се на него да се базира кариерен развој на наставници, ниту успех на ученици. Тоа што се тргнати казните кај тие 20%, меѓутоа не е тргнато нешто најважно, да тие бидат избркани од работа. Вие не можете да ги чекате следните преговори со СОН, ако бидат, кога ќе бидат. Па тоа е најважно, од тоа треба да се тргне. Второ, зарем не сметате вие дека ако некој по таква една основа за која што ви велам и ви гарантирам дека не е праведна, дека не е правична, едни се наградени до крај додека не отидат во пензија, други можат да излетаат од работа. Па каква е таа? Кој е тој критериум? Благодарам. Збори господин Тренов Павле. Повелете. Почитувам председателя, почитувани пратеници, почитуван заместник министер. Мислам дека расправата околу екстерното тестирање, мислам дека веќе таа завршена работа и колективниот стрес во кој што се наоѓа сите граѓани практично завршува денеска утре. Како и да, јас мислам дека се работи за една исклучително сериозна работа, сериозна област, образование, воспитување и така натаму. И затоа имам конкретен предлог. Наместо расправата да се води надвор од парламентот, предлагам парламентот да го отвориме како највисок дом на демократијата, да го отвориме за јавна расправа за повеќе области, посебно за образованието, и предлагам пред одморите ако е можно да организираме една надзорна расправа на која ќе се расправа само за екстерното тестирање. И на оваа расправа се вклучат сите и средношколски пленум, студентски пленум, наставнички пленум, пленумите на родителите, овде да се води една квалификувана расправа, за да можеме да видиме и да процениме како понатаму со ова екстерно тестирање, кое што навистина во изминатиот период ги оптеретуваше сите, без разлика ние дали подржуваме, не подржуваме и така натаму. Јас сакам да иницирам и се надам дека и владата, но и ние парламентот пред се ќе иницираме на таква јавна расправа, не само за екстерното тестирање, туку и за повеќе прашања сврзани со процесот на образование, едукација, воспитување во Република Македонија, бидејќи повеќе од јасно е дека треба тука корените реформи, корените промени, бидејќи реформи кои не се базирани на една сеопфатна расправа, анализа, споредбени искуства, тие реформи не ги покажуваат посекуваните резултати. Така да мојот апел е до заменикот министер, до владата, да направиме еден чекор напред, да отвориме една демократска јавна расправа или надзорна расправа, како што е согласно деловникот овде во парламентот, и тоа да стартуваме со екстерно тестирање. Благодарам. Господи Грчева Солза има реплика. Повелете. Благодарам, председателен. Уште еден век да живеам, нема да ми е јасно како сега пред 5 минути го поддржавте законот за основно образование без никаква забелешка, а сега ни предлагате дека треба да има дебати во собранието. Па како го поддржавте? Да е затворена приказна. Значи ја затворивте денес приказната, зашто ни зборувате за дебати? Јас зборував за дебати, други зборуваат за дебати, но вие не кажавте ништо за дебати. Кога ќе ги отвори собранието? Од кога ќе изгласува се? Од кога ќе изгласа дека наставници ќе одат
Едните во пензија, до пензија ќе зимаат зголемена плата, другите ќе завршат на улица, тогаш ќе развиеме дебати. Па чујте ги дебатите оние кои што седат по парковите, кои што бара средба со министерот. Што ви се потребни веќе дебати? Вие, значи, го донесовте својот став, го имате дефинитивен ставот. Вие притиснавте зелено копче, дури не ни жолто. Ако имавте некои дилеми околу исправноста на овие измени, тогаш беше честно да ги кажете, да ги споделите со нас и барем воздржан да гласат. Па навистина не можам да разберам однесување во кое што дискусијата не одговара со гласањето и обратно. Навистина не можам да разберам. Зошто е тоа потребно? Зошто? За какви дебати сега зборувате? Завршија дебатите. Завршија дебатите. Еве денес се пријавија наставници да присуствуваат на комисијата, не дојдо. Процедурата сгрешиле, не знам, немале печат, не знам што. Се избегнува дебата, не се отвараат прашањата. Но, единствено ме теши, што и овде, како за законот за високо образование, сите оние кои што го фалеа, ќе мораат да си ги проголтаат за некој месец зборовите назад, да си ги проголтаат и да речат да овој не чинеше закон, ќе носиме нов. Само тоа е утехата во оваа ситуација, колега Трајанов. Реков преска кога зборував за законот за основно образование, бидејќи се работи за сетне измени и во едниот и во другиот закон, дека ќе ја продолжам дискусијата поради недостиг на време, преска морав да прекинам. Неколку пати се инзистираше од неколку страни дека се работело за добри намери. Тоа, колеги, не се брои. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Добра намера не се важи, добра реализација се важи. Таква нема. Нема. Джабе ни спомнувате и Индии, и не знам, шведски, и Германии и така натаму. Проучите ги тие системи, немаат заеднички содржател со ова овде што е дизајнирано и кој што не мери апсолутно ништо. Одговорно ви велам, преска праша колешката Роза Топузова дали има некој подобрување, има ли детекција на некакво подобрување после воведување на овој процес. Одговорно ќе кажам, еве од аспект електротехнички факултет, дека не. Напротив, доаѓа се послаби студенти. Зошто? Бидејќи се учат на факти. Не е во состојба еден студент на електрофакултет на прва година да се зафати со решавање на проблем. Бара да му бидат дадени 3 од 4 непознати да најде 4-та во формулата. Толку не може да решава проблеми. Ова е знаење на кое што ги учиме од 19 век, не е веќе ни од 20 век. Фактографија, тоа на секој наставник му е важно. И ни зборувате, ова се почетни чекори, па ќе го чистиме. Просторот, па ќе го напредуваме. Па првиот чекор, ако е погрешен, тој треба да се прекине уште во старт. Одговорно тврдам, овој проект ги оштети студентите, ги понижи, ги оштети наставниците. Час поскоро треба да се дизајнираат механизми и методи за проверка и унапредување на квалитетот на образованието. Едноставни се тие модели, ги има во развиените земји, можат да се применат. Можат да се применат. Сега одам директно на законот. Преска немав ни време толку да одам да видите. Колегата Данев неколку пати инсистираше дека коалицијата предводена со ВМРО многу внимание посветува на образованието. Но изгледа коалицијата ни дава самата необразовани формулации во законите. Па така за прв пат видов дека во ставот 7, каде што се вели колкав процент ќе бидат наградени, колкав процент, еве сега нема да бидат казнети наставници, вели на првите 50% од наставниците од 20%. Па кој ова може да го стави како формулација? Дали ова министерство може да се бори за унапредување на образованието? Колку што знаете, 50% од 20% е колку? 10%. Секаде во законот треба да стои 10% наместо 50% од 20%. И јак имам надеж дека ова министерство ќе направи ефикасни модели и ќе постави индикатори за подобрување на квалитетот на образованието. Апсурд. Апсурд, заборавите го тоа. И тоа се провлекува во неколку членови, 50% од наставниците од 20%. Кога ова го прочитав на моите комши, умра од смеење. Значи,
не се работи за добри намери. Се работи за тоа министерство да разбере дека нему му треба појачување, кадровско опремување, не и наетење. Тоа министерство воведе единици, сите вие наставници овдека знаете колку е тоа абсурдно да имаме единици во свидетелства, као да имаме петки во дипломи на студентите. Ако одиме уште понатаму во членовите со глобите, каде што се смалени глобите, тоа е навистина така, но замислете, само 800 евра е глобата ако преименувате училиште. Само 800 евра. Овие денови, две училишта во Чаир ги променија имињата. На чива иницијатива, како не знаеме, но ги променија имињата. И сега не е веќе 2000 евра таа казна, туку е 800 евра. Истата казна е ако училиштето не истакне распоред на дополнителна настава. Замислете иронија. Од една страна своеволно преименувате име на училиште и истата таа казна парична е ако не истакнете распоред. Па што е овде добро? Какво напредување ова, ве молам? Па јас сутре, живејќи во една улица со многу станари, ќе соберам од сите пола евро, по улицата ќе си ја прекрстам по моје име. Како може во закон воопшто да се дозволи преименување? Па вие сте коалиција, договорите се тие училишта како ќе се вика. И конечно ослободите неотоварног на мора. Утре и болници ќе се преименуваат, и автопати, и што не. Значи, овде овој закон, читајки, од првиот до последниот член, се е контрадикторно, се е наказно. И немојте да мислите, ако ги преполовите казните, кои што јонака за џабе се дават, да се разбереме, дека овие се подносливи за стандардот на наставниците, дека ова тие можат да го поднесат, не можат да го поднесат. И зошто ве молам, казнените одредби не се одвојат во друг закон? Зошто се китат, се наградуваат закони за образовна дејност со еден куп на евра во денарска противредност? Овој, да се вратам повторно на екстерното тестирање, многу работи се кажа. Уште повеќе работи се кажа од што ние тука можеме во еден ден да кажеме неколку пратенички. Уште повеќе се кажа од стотици наставници, од илјадници ученици. Министерството за образование да си отвори вратите, како што и ова собрание неоспорно треба да ги отвори, да си ги отвори широм вратите за овие популации, за овие заинтересирани страни, сигурно ќе научи и ќе дојде до подобри концепти, бидејќи тие се носители на овие процеси. Никој не може од висината на својата власт да измислува решенија кои што после на сила ќе им ги бутка на луѓето и тие нормално ќе ги дочекуваат со ваков револт како што ги дочекуваат. Овој проект не го унапредува образованието, не унапредува ништо. И никако не сме да биде елемент за проценка за тоа дали е добар наставникот, а не дај Боже пуште да губи работа. Не сме ни исто така да влие на успехот на учениците, бидејќи не се знае во ова министерство ни просек да се пресмета, ниту се знае дека единицата е непреодносенка и не сме да стои во свидетелство и со неа да се барат просеци. Значи, да се ретерира, да се тргнат на страна работите, суетите, тврдоглавоста и да се направи еден поштен систем за мерење и проверка, редовна евалуација на квалитет и тоа на сите ентитети. И на директорот, и на училиштето како институција. Тоа е, впрочем, и најважно. И на образовниот процес, на се. На се. Постојат индикатори, прости модели кои што се употребуваат веќе со децени уназад во цела Европа, а не ова измишлјотина која што треба да ни се протне како некоја голема реформа. Нас се чекаат големи реформи, поготово во средното образование, каде што воопшто не се почитува матрицата што сме ја прифатиле ко Македонија, сме ја подпишале, матрицата на квалификации, што не е вградена во средните училишта. Нас не чека чистење на програмите, осовременување на програмите, нови методи, методологии внесување и така натаму. Инклузија, не чека соработка со комуната во која што екзистира едно училиште, соработка со родителите и така натаму и така натаму. Не чека осовременување на опремата, осовременување на библиотечниот фонд. Тоа се многу поголеми реформи
од ова каменна сопнување, од кој што, пазете, да има бенефиците, ќе речат, па добре, тешко е, ама нешто ќе донесе. Ова не, ова уназадува се. Буквално се. Сите пулсираат во име на тие некои тестови кои што не се одраз на снењето нити на учениците, нити можат да го скенираат квалитетот на еден наставник. Ви благодарам. Благодарам и јас. Господин Трајнов, Павле има реплика. Повелете. Па, сам дека добро е што колешката Грчева сепак сугерираше да се отвори една широка дебата. Меѓу другото, таква дебата се води во парламентот за корените промени на целокупниот систем на образование. Инаку, бидејќи го постави прашањето околу гласањето, значи, во консултации со голем број на професори, наставници, кои што сепак сметат дека овој договор што е постигнат помеѓу синдикатот на средношколците и Министерството, дека е некакво подобрување или заштита на наставничкиот кадар, мислам дека, бидејќи сегментарно сега само за тоа се гласа, и затоа ја го поддржав, ги поддржав овие законски решенија. Инаку, јас очекувам наистина да се отвори на ваква расправа. Јас ќе ви предложам еден предлог кој што голем број на професори искусни, и тоа добри, одлични професори кои што сугерираат наместо 36 деца во една училница да видат 18 да се преполови. Можеби од тоа треба да стартуваме и ќе чекориме кон промени, кон подобрување на условите, а со тоа и на квалитетот на образование. А екстерното тестирање на вистина тоа е еден процес кој што треба добро да се проучи, и тоа затоа сугерирам сега да отвориме расправа веднаш после оваа седмица, не да расправаме сега како што денеска тоа го правиме кога веќе екстерното тестирање е завршено. Мислам дека ваквите промени треба да завршат најкасно до септември, за да немаме дилеми околу тоа што и како ќе се полага и какви ефекти ќе има. Треба анализа да се направи сега и надзорните расправи да се отворат сега за целокупниот процес на образование. Благодарам, господа Грчева. Солза има контрреплика. Повелете. Почитуван колега, да, за дебата сте очигледно и вие и јас, неколку пати повторив, но разликата помеѓу мене и вас е што јас не сум задоволна да со нашите ученици и наставници се експериментира. Значи, овој процес мора да престане за да се ослободи простора за дебата и создавање на нешто квалитетно. Не може жртви да паѓаат додека ние дебатираме. Не може, не е во ред. Не е во ред. Ја не знам со кои тоа наставници вие сте зборувале, изгледа со други наставници зборуваме, тоа не се оние кои што јас ги познавам, ма познавам многу. Не знам некој да бил задоволен. И доста веќе ние сме задоволни од некој микрочекорче, си е нешто малце унапредено. Дајте кога се прави некој модел да се направи со сите нишани во него вградени и да се имплементира со сите нишани. Доста веќе ние се занимаваме со чекорчиња, со пола чекорчиња. Ова не е нов систем, не е нов процес екстерното тестирање. Не, вчера почна. И ние се уште го чистиме, во чистилиште ќе седиме 3 години.